Иран е една од најмоќните држави на Блискиот исток, но мокумина знаат со каков капацитет располага и каква корист може да има Македонија. За сето ова, на Пресинг ТВ разговараме со амбасадорот на Исламската република Иран Хусеин Карими. Господин амбасадор, како ги оценувате односите меѓу двете земји на политички и на економски план? Во името на Господ, многу ми е мило што денеска сум во студиото на Пресинг ТВ и што сум денеска на ваше располагање. Исто така би сакал да ги поздравам и вашите гледачи и однапред да им ја честитам новата година. За почеток би сакал во врска со односите помеѓу нашите две земји, Македонија и Иран, би сакал да го потенцирам дека нашите односи официјално се започнати уште од почетокот на осамостојувањето на Република Македонија. Ние сме една од првите земји кои ја признаа независност на Македонија, а потоа и со името, уставното име Република Македонија, значи ги воспоставивме нашите односи со вашата земја. Исто така многу кратко потоа, значи се воспоставија и дипломатските односи помеѓу двете земји. И ние, значи, секој ден ги унапредувавме нашите односи со вашата земја во политички, економски и во културен план. Значи, во овие години сме сведоци на добри и позитивни случувања во односите помеѓу двете земји. Контактите во висок ниво, посетите на високо ниво и соработката на високо ниво се одвивало, значи, во овие години. Исто така се подпишани и добри и документи за соработка во политички, културен и економски аспект. Нормално дека ваквата соработка треба да продолжи и понатаму и нашата цел е, значи, да продолжиме и да ја унапредиме соработката со Република Македонија и понатаму. Ние, значи, во односите со Република и соработката со Република Македонија, значи, следиме една и единствена цел, а тоа е, значи, да придонесеме и да помогнеме во делот на просперитетот и прогресот на Република Македонија и подобрувањето на стандардот за живот на граѓаните на оваа земја. Вашата земја е земја во развој и економскиот развој е презентиран како еден од главните приоритети на вашата земја. А ние во Иран, значи, поседуваме добри капацитети за да може да помогнеме во развојот на вашата земја во овој дел. Јас како представник на мојата земја, на Исламска република Иран во Република Македонија, значи сум обврзан, значи да го користам целиот мој капацитет за да може да придонесеме во запознавање на постоечките капацитети помеѓу двете земји со цел унапредување на економската соработка. Нормално, имајќи предвид дека не поминува многу долго време од осамостојувањето на вашата земја и ние, значи, осеќаме обврска да придонесеме и да помогнеме да бидеме сведоци на што поголемо унапредување на соработката помеѓу двете земји, особено во економскиот дел. Јас и во состаноците што ги имам со бизнисмените на вашата земја, гледам дека кај нив постои голем интерес за соработка со Исламска република Иран и со иранските бизнисмени. Јас верувам дека ние може да помогнеме тука и да придонесеме, значи, да се развива оваа соработка и да се воспостават контактите помеѓу бизнисмените. Каде има простор за подобрување на економската соработка? Верувам дека ние можеме, значи, во делот, во трговскиот дел и во увозот и извозот може, значи, да имаме добра соработка. Исто така може да имаме добра соработка и во делот на реализација на инфраструктурни и развојни проекти. Исто така и во делот на економијата заснована врз наука и научна технологија, ние веруваме кои се многу важни сегменти во нашето општество и нашата економија и веруваме дека нашето искуство и нашиот напредок во оваа сфера може слободно, значи, да ја пренесеме и во Република Македонија. Постои огромен простор и потенцијал за одлична соработка и во културната сфера. Сигурно знаете, постои и голема сродност, културна сродност помеѓу двата народа, македонскиот и иранскиот народ. Ние веруваме дека имаме заеднички културни корени и тоа може да служи како добар фактор за унапредување на соработката и во областа на културата.
До сега сме организирале многу различни настани во сфера културни настани и спремни сме значи да продолжиме. Значи до сега ние имаме организирано недела на ирански филм, недела на иранска култура, музички концерт, изложба на слики, традиционални ракотворби на Иран кои се организирани во неколку градови из Република Македонија и кои значи биле одлично пречекани од страна на македонските граѓани. Огромната почит и заинтересираноста на македонските граѓани за иранската култура, значи ја отежнува нашата обврска и работа за да вложиме поголеми напори во иднина да дадеме добар одговор на нивните потреби и нивниот интерес. Господин Амасар, да приедеме на меѓународни теми. Како гледате на случувањата во Јемен и прекинот на огнот? Ние навистина се радуваме многу во врска со договорот кој е постигнат за прекинување на огнот во Јемен. Ние уште од почеток кога започнаа преговорите во Стокхолм, ние значи го поддржавме овој процес и го поддржавме и постигнатиот договор на овие. Навистина во последните години значи случувањата и крвопроливањата значи кои бевме сведоци во Јемен беа многу значи драматични, многу пренесува една многу лоша слика за која ние навистина многу жалиме. Непотребното навлегување и мешање и воената интервенција од надвор значи беше еден главен разлог и главна причина значи околу 24 милиони луѓе во Јемен значи да се соочуваат значи со тотален глад. Значи се убиени над 12.000 луѓе, голем дел од кои се цивили, а во целост е уништена и инфраструктурата во оваа земја, значи не може да се најде више, значи да се најдат школи, болници и други важни институции кои се потребни за секојдневниот живот на граѓаните. Ние од почеток бевме против војната во Јемен, ние предложивме еден план кој содржуваше 4 точки и кој верувавме дека може да придонесе значи за повторно воспоставување на мирот и стабилноста, враќање на мирот и стабилноста во оваа земја. Нашиот план кој се состоеше од 4 точки беше значи како прв чекор значи преговори, втор чекор значи да се овозможи пренос на меѓународна помош за потребите на јеменските граѓани. Третата точка беше значи преговори помеѓу самите јеменци и четвртата точка значи овозможување на креирање на една влада која ќе сеофатна влада во оваа земја. Војната интервенција и бомбардирањата на цивилите и на инфраструктурата во Јемен навистина беше непотребна и недолична и ние веруваме дека со овие преговори, со овој договор кој е постигнат, значи животот на јеменските граѓани ќе се врати во нормала. Ние уште пред процесот на преговори во Стокхолм ние влеговме во преговори со 4 европски сили како Германија, Италија, Британија и Франција, со кои имавме преговори и разговори во врска со случувањата во Јемен. И за среќа, значи, нашите напори донесоа и плод и сме сведок на договорот од Стокхолм кој значи денеска треба да се воспостави и прекинувањето на огнот и се надеваме и го поддржуваме пред прекинувањето на огнот да продолжи понатаму со надеж дека ќе се врати мирот и стабилноста во оваа земја. Исто така значи изразуваме спремност, кога сме спремни значи тоа што можеме на делот кој каде може да придонесеме значи сме спремни да помогнеме. А како Иран гледа на меѓународната коалиција која се бори во Сирија и во Ирак? За среќа во Ирак и во Сирија ние сме сведоци дека во голем дел веќе значи се расчистени проблемите во врска со проблемите кои беа присутни во оваа земја, значи и сега сме сведоци на донекаде на добра ситуација. Случувањата во Сирија и Ирак на жалост придонесоа значи во тоа да
излегуваат на сцена терористички и екстремистички групи како што се ИСИС, Џебхетун Нусре и Ахрар Шам, кои значи уште повеќе значи го потпалја значи огнот на војната во овие земји. Со тек на времето, значи овие групи, особено ИСИС, значи секој ден значи се зајакнува и бевме сведоци на тоа, дури тие значи објавија и своја држава во делови од територијата на Сирија и Ирак. Значи ова беше една многу опасна појава, еден опасен феномен кој значи го загрозуваше и безбедноста на Блискиот Исток, а имаше и голем потенцијал, огромен потенцијал да се прошири и во европскиот континент. Значи, сигурно се запознаени значи, со тоа колку луѓе успеа ИСИС да регрутира од разни земји низ светот, и особено од Балканот, па и од Република Македонија. И тоа беше значи, еден сериозен предизвик за безбедност на овие земји и на вашата земја. Значи, овие групи претендираат дека се исламски групи, но ние од секогаш сме верувале и уште веруваме дека тие немаат врска со исламот, тие само го злоупотребуваат името на исламот за да ги постигнат своите цели, тие ништо значи немаат заедничко со исламот, само значи тоа што тие знаат е само убиство и масакри. Значи ние нашите можности и нашата помош го дадовме на располагање на властите во Ирак и во Сирија, и за среќа денеска слободно може да кажеме дека ИСИС веќе значи целосно е уништен и не постои. Исто така значи сме партиципанти во политичките случувања во Сирија. Ние со помош на Русија и на Турција значи бевме дел од Астанскиот процес кој значи резултираше со воспоставување на мирот во поголем дел од сириската територија. Значи сите овие работи кои ги спомнав значи се значи успеси и за регионот и за светот, но ние веруваме дека борбата против идеологијата на екстремизмот уште треба да продолжи и не треба тука да застане. Ние веруваме дека се додека постои идеологијата на екстремизмот, постои и опасноста од таа идеологија и значи треба да бидеме загрижени за тоа. Моето следно прашање е за тема која е многу значајна за македонците. Како гледате на спорот за името со Грција и за договорот што беше постигнат? Јас верувам дека ова е многу важно прашање, затоа што јас сум амбасадор на мојата земја во Република Македонија, а договорот постигнат помеѓу владите на Македонија и Јунан и Грција значи е можеби најважното прашање кое е значи актуелно во вашата земја. Значи во разни периоди значи низ историјата секогаш значи сме биле сведоци на несогласување помеѓу две земји или повеќе земји, некогаш несогласувањата се од политички карактер, некогаш економски, некогаш значи сме сведоци на тоа значи некои земји значи имаат несогласување во врска со територија и со земја. И коцките се вклопуваат некогаш значи на таков начин што доаѓа до такви несогласувања. Ние секогаш сме инсистирале на тоа, значи сите несогласувања треба значи помеѓу земјите треба да се решат преку преговори, преку договор и преку значи меѓусебна соработка. А исто така и вашата земја значи во последните години, освен во некои периоди, значи го започна овој процес на помирување. Несогласности и недоразбирања никој не сака значи да ги има за секогаш во животот и сите сака значи секогаш да се најде начин за да се решаваат несогласностите и недоразбирањата. Јас како и другите земји верувам дека и вашата земја значи во овој политички процес влезе со таа цел значи да се постигне еден договор кој ќе биде резултат на внатрешен консензус и сите чинители и политички и социјални значи да бидат значи да го поддржат тој договор кој ќе биде постигнат. Јас знам дека може да биде многу тежок процес, но верувам дека секој договор треба значи
да биде заснован на еден поширок национален консензус и за секој договор кој треба да се постигне помеѓу со друга влада, значи треба да биде заснован на таков консензус. Ние, значи, искрено ја почитуваме волјата на македонските граѓани и секој договор кој ќе биде постигнат и кој ќе биде прифатен од страна на македонските граѓани и кој ќе биде потврден, значи ние го почитуваме тоа и навистина сакаме, значи, таквиот договор да биде почеток на еден поголем развој од сите аспекти за македонското општество и за Македонија. Паралелно со ова, значи, ние сме ја следеле политиката на немешање на внатрешните работи на Република Македонија, затоа што ние веруваме дека Република Македонија и незините лидери се доволно зрели да можат сами да ги решаваат нивните проблеми и нема потреба, значи, за наше мешање и за мешање на другите во внатрешните случувања. Така, моето последно прашање е околу цената на нафтата. Иран важи за еден од најголемите производители на нафта. Како според вас ќе се движи цената на нафтата на светските берзи? Нафтената индустрија и самата нафта, значи, уште од кога постои светот, секогаш, значи, е поврзано, нажалост, со политиката. Ние несомнено во Иран секогаш, значи, сме се потрудиле темата за нафтата и како еден голем производител, па и како главен, многу важен член на ОПЕК организацијата, секогаш сме се потрудиле, значи, политиката да биде одвоена од нафтата и нафтата да се гледа само како еден економски фактор. И така сме побарале секогаш и од другите земји, значи, на нафтата да го гледаат само од економски аспект, а не од политички аспект. Значи, ние сме сведоци дека во последните месеци, значи, има големи придвижувања во цената на нафтата. Некој период бевме сведоци на нагорна линија, значи нафтата достигна и до над $80 за барел, па сега последно време сме сведоци на една надолна линија каде константно паѓа цената на нафтата. И мислам дека, значи, многу е тешка работа, значи, да може да се предвиди предвидат случувањата, особено кога се работи за цената на нафтата во следните денови, не може да се има една јасна перспектива во овој дел. Јас верувам дека ако посветиме внимание на некои правила, кои и ако и другите земји, значи, во моментот кога треба да се донесат одлуки во оваа сфера, значи, се поддржуваат на овие правила, ја мислам дека може да се надеваме, значи, на подобри денови кога се работи за цената на нафтата и да имаме цена на нафта која ќе биде прифатлива за сите. Првото правило е тоа, значи, нафтата не треба да се користи како елемент или фактор за вршење притисок или за расчистување на политички сметки помеѓу земјите. Ќе се согласите, значи, доколку бидеме сведоци на непочитување на ова правило, тогаш ниту еден експерт ни за нафта, ни за енергија не може да предвиди, значи, што ќе се случи во следните денови и следните месеци. Во ваква ситуација, значи, и производителите и потрошувачите, значи, ќе бидат во едно статус кво и нема да можат, значи, да направат план програма за овој ден. А другото правило е, значи, да се дозволи самата берза да ја одреди цената на нафтата. Другото правило е тоа, значи, да се почитуваат и да се посвети внимание и на потребите и на потрошувачите, па и на производителите, а особено производителите не треба да ја злоупотребуваат позицијата, значи, и да воспоставуваат цени кои, значи, не се приватливи. А исто така, од друга страна, и потрошувачите, значи, не треба со креирање на артифицијални кризи и проблеми, значи, да се обидат да ја намалат цената на нафтата, а и со тоа, значи, да се обидат да имаат поголем профит од продажба. Јас верувам дека ова може да се постигне и политиката на Исламска република Иран во состаноците на ОПЕК секогаш било ова и мислам дека ние секогаш сме чекориле, значи, во ова насока да се придржуваме на правилата. Значи, најважно е да не се дозволи
цената на нафтата да не ја креира политиката? Значи, сите фактори кои ги спомнав имаат некакво влијание, но можеби по-прецизно ќе биде да кажеме, значи не треба да има политичката злоупотреба може секогаш да прави проблем. Господин амбасадор, ви благодарам за интервјуто, ми беше особена чест. Јас ви благодарам за добрите прашања, за добриот разговор и се надевам дека и вашите гледачи значи уживале во нашиот разговор и се надевам дека им се допадна. Ви посакувам успех. Исто и вас.